Власта крие, новинарите молчат. На инфективна ври од заразени со ешерихија коли. Од вака навидум невина порака до предизвикување општа паника во Скопје дека водата за пиење заразена со бактерија. За сега не се знае кој е изворот, а никој од повиканите на разговор, до сега најмалку 6, не кажале кој ги информирал, побрзале да споделат на социјалните мрежи, иако никој од нив немал потврда од надлежните институции дека навистина е така. Иако повеќето од инспираторите на паниката масовно ги бришат статусите и пораките, сепак некои останаа познати во јавноста. Ова се само дел од нив кои ги споделувале, а во кои се вели: добив информација од сигурни извори дека водата во Скопје не е исправна за пиење и дека во истата е пронајдена бактерија Ешерихија коли. На инфективно денес ври од заразени од Ешерихија коли. Од водата не верувам дека е случајно троењево. Инаку, осомничените пред полициските инспектори неофицијално дознаваме, се правдале дека информациите им биле од сигурни извори, дека им било кажано дека водата има Ешерихија коли, но кој им кажал, не кажуваат. Во врска со вашите прашања ве известуваме дека секторот за компјутерски криминал при МВР презема соодветни мерки и активности. Се утврдуваат профилите на лицата и истите се повикуваат на информативен разговор. По завршување на истражните действија, соодветно ќе ја информираме јавноста. Исто така се истражува дали станува збор за изолирани инциденти или пак за организирана акција од некој центар за предизвикување страв, паника и вознемиреност меѓу граѓаните. Обвинителството го чека епилогот од истрагата во МВР, од што ќе зависи дали каква кривична пријава ќе има. Доколку се утврди кривична одговорност, им се заканува парична, па дури и казна затвор до 6 месеци. Тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со лажна закана за пренесување или со ширење на невистините тврдења за постоење на неизлечива заразна болест, ќе се казни со парична казна или затвор до 6 месеци. Но сторителите може да бидат казнети според законот за прекршоците против јавниот ред и мир, кој предвидува санкции за секое лажно алармирање на јавноста која го нарушува редовниот животен ритм. Скопскиот градоначалник Орсе Ѓоргиевски предизвикувањето на паника го поистовети со терористички напад и повика истражните органи до крај да го расветлат. Вакви ситуации имаше и за време на ковид пандемијата пред 6 години, кога МВР апелираше да не се шират лажни информации за создавање неоснована паника и вознемиреност кај граѓаните, бидејќи ќе се соочат со санкции.